Ева и првата акција на победа. Макота удар на Макота брани. Ева одличен пробив на Киријан и уште еднаш брани Кобетич. За победа се уште прилепчени напаѓањето и уште еднаш топката стигнува во казнетиот простор и погледнете што се успева да фати Кобетич. Уште еднаш добива топка Киријан. Успева во средината, еве конечно погодок за победа. Во само 10 минути победа го реши прашањето на победникот на вчерашните 90 минути по Тумбекафе. Иако за тие 10 минути можеше да ја наполни мрежата на Кобетич. Не погодија Макота и на Буезеа на два пати, но затоа пак Мустафов погоди во раната фаза, а со тоа и го постави конечниот епилог на дуелот победа-Ренова. Почнавме добро, меѓутоа после клапна екипата, меѓутоа сакавме да дајме уште еден гол, јас имав шанса, меѓутоа не успеав да ја дам. Одбраната покажа заби како што треба. Можевме да дадеме уште еден гол, меѓутоа тоа е тоа, задоволни сме со овие 3 бода. Победа заслужено стигна до триумф, а доколку сакаме да ги подобриме резултатите во шампионатот, сигурно ќе треба да одиграме многу подобро, а не како првото полувреме во кое бевме катастрофални, истакна првиот стратег на Ренова Бекири. Со почнување на второто полувреме, у моментите кога ние имавме и стабилна игра и се, останавме со играш помалку и реално беше дека нашите надежи се намалија максимално за поволен резултат. Како и да е, јас сум реален и мислим дека денешната победа на екипата на победа е заслужена. Ние треба да се подобруваме у многу работи ако сакаме да имаме подобри резултати. Тренерот на победа Мегленски е задоволен од постигнатиот резултат, особено што неговиот состав одигра фантастични 45 минути, каде беше доминантен против противникот. Штета само што во првите 15-20 минути не постигнавме уште 1-2 гола минимум, за после да немаме никакви проблеми во остатокот на надпреварот. Јас сум задоволен како тренираме и како одиме од утакмица се подобро и подобро. Се гледа дека новото засилување Макота е одлично засилување и дека во таа трета зона кај што имаме најмногу проблеми, сега почнуваме и таму да ствараме шанси и јас сум наполно задоволен. Во следното коло победа е домаќин на Академија Пандев, а претходно ќе ги одмери силите со второлигашот Гостивар во рамките од националниот фудбалски клуб. Нов убедлив триумф на фудбалерките на Прилеп. Совладана екипата на Тетово со високи 5-2 полувреме 1-1. По 2 гола постигнаа дебитантката Сара Ефтимџиевска и капитенката Катерина Милеска, а еден постигна Христина Џулеска. Деновиве во Штип се одржа петтото коло во боксерската лига на Македонија. Боксерскиот клуб АС учество зеде со 6 боксери во пионерска конкуренција Димитар Ангелески, кадетите Дамјан Талимче и Бојан Станоевски, како и Трајчи Илиовски, во јуниорска конкуренција Мена Намедовски и во сениорска Серхан Џаферовски. Во ова коло противник немаше Бојан Станоевски, Џаферовски загуби, а останатите триумфираа во своите борби. Најатрактивна беше борбата на Илиовски, која заврши со прекин во првата рунда во корист на прилепскиот боксер. До крајот на лигата остануваат уште 3 кола, а прилепскиот клуб е рамо до рамо со лидерот во оваа конкуренција, боксерскиот клуб Баргала.